Кратки најави за денешниот дневник. Владата го усвои текстот на предлог законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Со 30 милиони денари поддршка од Министерството за култура, Охридско лето годинава најавува повеќе од 1000 уметници. Бесплатна замена на важечките возачки и сообраќајни дозволи. Охридскиот студентски дом се збратими со Средното училиште Свети Трифун од Александровац, Србија. Кој ќе шири лажни вести за руската војска покрај затворска казна ќе го загуби и својот имот. Подетално за најавените и за останатите настани од денес, ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 9 степени Целзиусови. Во четврток на Пиринејскиот полуостров, Британските острови, како и во северозападните и северните предели на Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија, североисточна и крајните источни предели со врнежи од снег. Во останатите делови од континентот ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и надпросечно топло за овој период од годината. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени. Во Македонија во четврток по студеното утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -6 до 2 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 15 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро со утринска температура од -2 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 9 степени Целзиусови. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од -4, односно -3 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 11, односно до 12 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Предлог законот за прогласување на Охридско езеро за споменик на природата оди во собрание. Со споменикот на природата Охридско езеро ќе управува јавното претпријатие Колекторски систем. Планот за управување ќе треба да се донесе најдоцна во рок од една година од денот на влегување на овој закон во сила. Владата на Република Северна Македонија на четвртата седница го утврди текстот на предлог законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата и истиот ќе го достави до собранието за негово донесување. Охридското езеро, според предложеното од ресорното Министерство за животна средина и просторно планирање, се прогласува за споменик на природата заради геоморфолошките и хидролошките карактеристики, исклучителните природни вредности како дел од светското природно наследство на УНЕСКО и еден од најважните рефугиум центри на биолошка разновидност во европски и светски рамки. Со споменикот на природата Охридско езеро ќе управува јавното претпријатие Колекторски систем. Планот за управување со споменикот на природата Охридско езеро ќе треба да се донесе најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Со прогласување на споменикот на природата Охридско езеро се овозможува заштита и зачувување на природната состојба на Охридското езеро преку заштита и зачувување на живеалиштата и видовите од национално и европско значење и заштита на другите природни вредности, спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на живеалиштата и екосистемите, создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на живеалиштата и видовите. Фестивалот Охридско лето подготвува богата програма. Со 30 милиони денари поддршка од Министерството за култура, годинава се најавуваат над 50 настани со повеќе од 1000 уметници. Годинава ќе има и 8-мартовски и великденски концерт. Со 30 милиони денари поддршка од Министерството за култура ќе се крои програмата на фестивалот Охридско лето. На годинишното фестивалско издание се најавуваат над 50 настани со околу 1000 уметници, но за сега не се откриваат имиња. Деталите ќе бидат објавени на официјална пресконференција. Директорката Наташа Поповик вели, уметничката програма за Охридско лето 2024 е веќе завршена. А во тек се активностите за средување, опремување и адаптација на сцените и сценските простори за реализација на годинешното издание на фестивалот. 30 милиони денари одвоени за фестивалот Охридско лето, средства кои што на вистина се доволно и достојни за да имаме една врвна програма со светски уметници, наши уметници кои што бројат повеќе од 1000 оваа година, така што верувам дека ќе го оправдаме тој буџет и ќе бидеме взаемно срекни за програмата што ја сработивме. Продолжуваат и настаните надвор од рамките на редовниот термин на фестивалот Охридско лето. Годинава на задоволство на љубителите на музиката ќе има и 8-мартовски
и великденски концерт. Реализираме концерти преку годината. Имавме новогодишен прекрасен концерт со, да кажам, Виена во Охрид, ако може да се каже, со оркестарот од Националната опера и балет од Скопје. А сега се спрема осмомартовскиот концерт, Денот на жената, на кој што ќе дојде оперскиот пејач од Италија Федерико Сера, чиј ментор е светскиот оперски пејач Андреа Бочели, и верувам дека тие оперски арии ќе не однесат во светот на Джузепе Верди, во светот на Италија, и ќе биде како еден голем поклон за охриѓанки, а и сите жени што сакаат да дојдат. После осмомартовскиот следува великденскиот концерт, што ќе биде како и една завршница на концертите надвор од програмата, а потоа следуваат нормално припремите за свеченото спектакуларно отварање. Со настаните надвор од утврдените фестивалски денови Охридско лето како најголема и најзначајна музичко-сценска манифестација во земјава создава можности за уживање на љубителите на врвната уметност и ја збогатува културната понуда на градот во текот на целата година. Владата на последната седница донесе одлука со која што се овозможува бесплатна замена на важечките возачки и сообраќајни дозволи за граѓаните на Република Северна Македонија. Во таа насока, задолжено е Министерството за внатрешни работи да ги превземе соодветните правни акти, согласно што возачките и сообраќајните дозволи кои што треба пред време да се заменат, ќе бидат без надомест. Исто така, на седницата е задолжено и Министерството за надворешни работи да ги превземе соодветните активности со кои што ќе се овозможи издавање без надомест на патни листови за сите државјани кои живеат надвор од Македонија и имаат потреба да се вратат за да истават патни исправи. Дополнително, Министерството за надворешни работи е задолжено да ги превземе потребните активности таму каде што нема дипломатско-конзуларни представништва, издавањето на патните листови да се олесни и доставата на патниот лист ќе може да биде извршена преку брза пошта. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на традиционални занаети на подрачјето на општина Охрид, јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2024 година и конкурс за бесплатни курсеви за повеќе струки. Согласно програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2024 година, правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на ново регистрирани и веќе регистрирани занаетчи, општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на традиционалните занаети како кондураџии, опинчари, производство на хартија, книговес, валајчари, бојаџии, кувенџии, резбари на дрво, резбари на бакар, филиграни, ткајачи и четкари. На јавниот повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2024 година можат да аплицираат здруженија на граѓани во партнерство со местни и урбани заедници со седиште во општина Охрид како матична општина, каде што и ќе се спроведуваат проектните активности. Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за идно вработување, како и на вработени кои сакаат да се доквалификуваат и преквалификуваат, општина Охрид согласно годишната програма на Одделението за локален економски развој за 2024 година, во која се предвидени активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на труд, распиша конкурс за спроведување на бесплатни курсеви за повеќе струки: монтерна опрема за грејење и ладење, ракувачи на парни котли, фризери, маникир, дактилографија на компјутер, цвеќарство и градинарство и автомеханичари. Повеќе за јавните повици заинтересираните може да се информираат на веб страната на општина Охрид ohrid.gov.mk. Охридскиот студентски дом се збратими со Средното општинско училиште Свети Трифун од Александровац, Република Србија. Повелбата за збратимување ја подпишаат директорите на двете установи на свечена академија по повод патрониот празник на Средното училиште Свети Трифун. Се збратимија студентскиот дом Никола Карев од Охрид и Средното општинско училиште Свети Трифун од Александровац, Република Србија. Повелбата за збратимување ја подпишаа директорите Жарко Куциновски и Бранко Рајчик на свечена академија по повод патрониот празник на училиштето. На денот на училиштето Свети Трифун, на гостите од збратимените училишта, представници на дипломатскиот кор и други присутни, им се обрати директорот на училиштето Бранко Рајчик.
Преку соработката, младите луѓе развиваат вештини и создаваат трајни пријателства. Учењето нека биде она што не поврзува и не прави подобри луѓе, истакна меѓу другото Рајчик. Оваа повелба е круна на долгогодишната одлична соработка и од договорот најголема корист ќе имаат учениците и студентите, затоа што значително ќе придонесе за нивната обука преку размена и стекнување на практично знаење во Александровац и Охрид, истакна директорот на Охридскиот студентски дом Никола Карев Жарко Куциновски. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава за примање подкуп и помагање против двајца полициски службеници од полициската станица за граничен премин Ќафасан. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до основното јавно обвинителство за гонење на организиран и сериозен криминал и корупција поднесе кривична пријава против полициски службеник поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело примање подкуп по член 357 и против негов колега поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело помагање на сторител по извршување кривично дело по член 365 од Кривичниот законник. Прво пријавениот полициски службеник во полициската станица за граничен премин Ќафасан на 4 јануари од тројца државјани на Република Албанија примал пари за да не изврши службено дејствие, додека второ пријавениот полициски службеник во истата полициска станица дејствијата извршени од прво пријавениот ги сокрил, односно му помогнал да не биде откриен. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди за двајцата полициски службеници ќе поднесе предлог за поведување постапка за кршење на работниот ред и дисциплина и ќе изрече задолжителна мерка отстранување од работното место до завршување на дисциплинската постапка. Да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Продолжува потрагата по најмалку 9 работници кои поради свлечиште останаа затрупани во рудник за злато во планинска област на истокот од Турција, пренесува Associated Press. Турскиот министер за внатрешни работи соопштил дека во потрагата се вклучени околу 800 спасувачи, полициски и воени тимови. Покрената е истрага за оваа катастрофа, а експертите во меѓувреме предупредија дека лизгањето на земјиштето може да представува ризик и за животната средина. Истиот рудник во 2020 година беше затворен по истекување на цијанид во река што минува низ Турција, Сирија и Ирак. Компанијата беше казнета за овој инцидент и беше извршена акција за чистење, пошто пред 2 години рудникот повторно беше отворен, пренесува Тањук. Кој ќе шири лажни вести за руската армија, покрај затворска казна ќе го загуби и својот имот. Рускиот председател Владимир Путин потпиша федерален закон согласно кој ќе се конфискува имотот на сите оние кои се осудени за ширење лажни информации за вооружените сили на Руската Федерација, како и за повикување на активности насочени кон поткопување на интегритетот и безбедноста на Русија. Во текст се измени на кривичниот законник и на законот за кривична постапка, пренесува РИА Новости. Државната дума, долниот дом на Рускиот парламент, го усвои овој закон на 31 јануари, а Советот на Федерацијата и горниот дом на Рускиот парламент на 7 февруари. Според досегашните закони во Русија, донесени во март минатата година, дискредитирањето на вооружените сили или ширењето лажни информации за руската армија беше санкционирано со долгогодишни затворски казни. На помалку од 2 часа пред полетувањето, кое што требаше да се случи денес, планираното лансирање на вселенското летало на месечината беше откажано поради технички причини, соопштил изведувачот на лансирањето SpaceX. Приватната ракетна и сателитска компанија на Елон Маск, SpaceX, на платформата X соопштила дека тимот за лансирање се откажал од обидот поради неправилните температури на метан при последните подготовки. Следниот обид за лансирање на вселенското летало без екипаж на месечината е закажан за четврток во 1 часот и 5 минути по средноевропско време, соопштила компанијата, пренесе Reuters. 50-годишен маж од Мајами е осомничен за кражба на мал авион од аеродром во близина на Сан Франциско, кој потоа го оставил на плажа во заливот Халф Мун, мал град на брегот на Калифорнија. Кога полицајците пристигнале во областа, го нашле едномоторниот авион во чудна положба, забиен со носот во песокот, но не оштетен и празен. На вчерашното рочиште обвинетиот се изјаснил за невин и побарал сам да се застапува пред судот. Судијата го одбил неговото барање, пресудувајќи дека тој не е квалификуван да действува
представува како свој адвокат. Обвинетиот е притворен со кауција од $10,000, а исто така се соочува уште со 3 прекршочни пријави за поседување идентификација на друго лице, откако властите пронашле кредитни картички и документи за идентификација на 3 други лица во неговиот ранец. Мотивот за кражбата на авионот се уште е мистерија. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.